Ученичка од 6-то оделение била брутално нападната од 3 повозрасни девојчиња и како последици на тортурата сега добива стручна помош. Инцидентот се случил во населбата Ѓорче Петров, каде според информациите девојчето било насилно однесено во парк, пошто било физичко нападнато, горено со цигари, понижувано и принудено да јаде кучешки измет. Дел од бруталниот чин бил снимен со мобилен телефон. Причината за нападот, според првичните информации, била расправија на социјалните мрежи и Инстаграм. Случајот е во фаза на истрага која се води во координација на МВР со обвинителството. Досега се повикани на разговор 14 лица, меѓу кои има и родители на ученичките вклучени во случајот. 14 лица се повикани на разговор и за дел од нив ќе следат одредени процесни действија. Секако во рамки на овој предмет е вклучено и јавното обвинителство, се постапува по насока на надлежен јавен обвинител. Потребен е системски пристап и решенија, бели првиот човек на полицијата и ги повика надлежните министерства да се вклучат во спречување на ваков вид криминал. Не само од аспект на Министерството за внатрешни работи, заради тоа што Министерството за внатрешни работи во суштина делува превентивно, но неговото делување е секако и репресивно. Мора сите институции да бидат вклучени во рамки на овој процес, да дадеме еден повеќе секторски одговор, системски пристап да имаме, но секако дека апсолутно и те како влијание имаат самите родители и нивната улога во рамки на воспитувањето на децата и во рамки на нивното поведение во делот на образовниот процес секако дека е клучно. Министерката за образование Весна Јаневска рече дека жали што се соочуваме со вакви случаи. Според неа, Министерството континуирано подготвува упатства и прирачници за справување со врсничко насилство, но додаде дека без соработка со родителите, резултатите ќе бидат ограничени. Канцеларијата на Народниот правобранител предупредува дека насилството меѓу врсниците е пораспространето во основните училишта и дека бројот на пријави расте, но реалната состојба е многу посериозна, особено имајќи предвид дека дигиталното насилство ретко се пријавува.